Беровското езеро, изворите на Брегалница во Пехчево, Пониква, Лесново се убавите туристички приказни на истокот, но има и други места и приказни кои ги знае само локалното население. Токму во таа насока за јакнување на туризмот во регионот, денеска во Штип се формираше координативно тело за развој на туризмот во Источнопланскиот регион, кој произлегува по направената стратегија и акционен план за период од 2015 до 2025 година. Андреа Златковска, координатор на проектот, вели дека покрај тоа што ќе се работи на зајакнување на туризмот како гранка во регионот, исто така ќе се работи на зајакнување на сопствените капацитети и на вработените во приватниот сектор. Координативното тело ќе биде составено од представници од сите општини кои што се во состав на Источниот плански регион и секако ќе соработува и со сите засегнати страни кои што би имали понатаму корист од работата на вакво тело. Како главна цел е да го потигнеме туристичкиот капацитет на Источниот плански регион и да биде поконкурентен во однос на останатите региони во Република Македонија како и во соседството. Златковска забележува дека како тело ќе имаат и задача да создадат една интегрирана туристичка понуда. Членовите на телото ќе треба да дават идеи, но и да ги информираат туристичките капацитети за повиците кои ги објавуваат министерствата, фондовите на Европската унија и на невладиниот сектор за искористување на средства со кои би ја подобриле понудата и услугите за туристите. Овој проект е дел од втората фаза на програмата за зачувување на природата во Македонија, која е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка.